Почитувани гледачи нашата емисия Шанка е ощедно дружење повторно со нас. Овој пат на нашиот Шанк го имаме председателот на велосипедскиот клуб Актив Иван Андноров од мојата лева страна, од десната страна е секретарот на велосипедскиот клуб Актив Антонио Маглешев. Добро дојдовте на Шанк, како сте? Добро е, најдовме. Значи, причината поради кој што се овие луѓе овде на нашиот Шанк е случувањето кој што ќе биде на 13 септември, но пред да почнеме да зборуваме за тој настан, еве малку да ги доближиме гледачите до клубот Актив. Председателот, од кога почна да функционира клубот Актив? Клубот функционира веќе 3 години, поточно 2012 година декември месец, уште малку, нели 3 години. И ние како клуб се стремиме, нели, да го вметнеме велосипедизмот кај сите категории на граѓани, значи да се вози повеќе велосипед. Посериозно да се свати како спорт. Да, посериозно да се свати како спорт. И нормално тоа е здрав начин на живот. Имате некое представништво, еве каде што можат да ве најдат сите оние кои што се заинтересирани, еве кои што ќе го гледат овој разговор и сакаат да станат членови на велосипедскиот клуб Актив, како може да го направат тоа, каде е вашето представништво, каде се наоѓа, еве да им кажеме на гледачите. Обично имаме веб страна, туку страна на Facebook страна, да, каде што може да фанпејдж, да, каде што може да не најдат. Преку тоа и се рекламираме. Значи, да напишат велосипедски клуб Актив, да, таму ќе им излезат сите генерали во врска со велосипедскиот клуб, телефонски броеви, каде се наоѓа локацијата. Се плаќа некоја котизација еве за да бидеш член од Да, се плаќа котизација годишна. Тоа е 1200 денара, која се плаќа и ги уживаш сите права што ги имат останати членови. За да бидеш дел, мора да имаш велосипед, нели? Да. Еве ова е, да кажеме, најновиот, така ли? Да, најновиот велосипед кој што еве пристигнал кај вас во вашиот клуб. Да. За каков велосипед станува збор? Што е разликата од останатите велосипеди? Каков е овој? Овој е крос-кантри велосипед кој може да се вози по асфалт, исто така и по планини, кој со овој исто така имам возено по Врежен, планината што е. Лично е твој, така? Да, лично е мој. Имаме исто така одено како клуб со клубските другари на планината Пелистер, која се качувавме на 2400 метри. Со Ваков. Овој значи е нов, а веќе има толку многу поминат. Да. Од кога е нов? Се качувавме на 2400 метри, каде што спиевме таму на големото езеро, во планинарскиот дом. Исто така имаме поставувано шатори, спиевме во шатори. Се имаме исто така качувано на Беласица, на врвот Тумба, кој се одржува настанот исто така со планинарскиот клуб. Се одржува настанот од 2 дена е. Сабота се качуваме, се спие таму, па се качуваме горе на врвот исто така недел. И се спуштаме надолу. Колку членови броите? Околу 100 членови, активни и неактивни, тоа зависи, нели, од времето, дали имат платено, дали не е платено и така. И еве сега да кажеме за настанот кој што треба да се случи на 13 септември. Зашто настан станува збор? Еве да знаат гледачите каде ќе се случува тој настан, што е всушност тој настан? Значи, на 13 септември, како што кажа, организираме една велосипедска прошетка, ние така ја нарекуваме. Се со цел, тоа не е тешка прошетка со велосипед. Не е во стилот како што ги спомна. Не. Тоа е прошетка се со цел да ги опфатиме сите категории на граѓани, значи да дојдат, да се забавуваат, а со тоа и да го поттикнеме, нели, да го промовираме велосипедизмот на некој начин. Како трка ќе биде тоа, така не? Тоа ќе биде прошетка. Значи нема да биде ништо страшно, нема да има надпреварувачки карактер. Нема да има надпреварувачки карактер, ќе се паузира на секои 4-5 километри. Значи ќе се стартува од плоштадот Гоце Делчев во 10 часот, така? Во 10 часот. Значи на 13 септември во 10 часот стартува тој настан. Тој настан, да. И како ќе одите трасите да ги кажеш една по една? Настанот се вика, значи, прошетка низ Струмичкото поле, културното наследство на Струмичко поле, ќе се посетуваат манастирите, како што се Водоча, Велјуса, Ангелци,
и од таму ќе се враќа назад во паркот, каде што ќе даваме ручек во ресторанот Космополит. Тоа ќе биде на крајот. Тоа ќе биде на Кој крајот. ќе се заврши. Да. Ќе има кустози на самите места, каде што ќе раскажуваат што означува секој објект, каде што ќе бидеме присутни. Ќе се служи освежувателни пијалоци, вода, сокови, овошје ќе има и еклери исто така. За разблажување по Да, патот, да би биде благ пат. Да. И значи ќе биде од рекреативен карактер. Значи може да земат учество сите граѓани на Струмица, па и на другите градови, доколку ќе има некои гости од страна кои што ќе дојде? Ќе имам организирано превоз од Скопје, автобус. Значи ќе имаме и посетители од други градови. Да, веќе имаме пријавено доста посетители од Скопје. До кога е пријавувањето? Па пријавувањето е до 5 септември. До 5 септември? Да. Меѓутоа може и на лице место. Значи може да се пријават на фанпејџот на Facebook кој што го спомнавме претходно, или да дојдат во вашите простори кои што се наоѓаат, тебе да кажеш каде се тие простори? Значи за овој настан креиравме страна, ивент, имате настан. Да, ивент кој што на истиот ивент, значи велосипедска прошетка низ Струмичко поле, ја имаат пријавата и објаснато се што сакаат да. Тоа ќе го прикажеме во текот на разговорот. Друго, тоа ќе биде. Во принцип, значи се работи за рекреативен настан, значи сите оние кои што сакаат да се пријават може тоа да го направат. Да, еве ги поканувам, сите. Да имаат велосипед, што е тоа е најважно. Да, исправен велосипед без разлика дали е ваков или таков, кинески или без разлика, значи. И друго ќе има сервисер на лице место доколку нешто се случи. Да, значи, да не се случи некои повреди и така натаму. Да, повреди тоа ќе го покрие брзата помош. Добро, да, сак мислам на брза помош и плюс сервисери имате вие лично во клубот. Да, лично кој што ќе го поддржиме тој настан. Значи... Плюс ќе имаме ќе покриеме од нашите членови, ќе има луѓе кои ќе бидат поставени на критичните точки како радари, за да во случај да не залута некој од учесниците. Да знаат каде да одат. Да знаат каде да се движат. Нешто слично знам дека имаше направено и во Прилеп. Значи, пошто ти учеше во Прилеп, на ти затоа што тука сме некаде, таму учеше и таа идејата е земена од прилепчани? Значи, луѓето кои што заедно го организираме нема да има некој од Прилеп овој настан, заедно со нив. Значи, од иницијативи, од држливи иницијативи, се вика организацијата од Скопје, заедно го реализираме овој настан. Истите тие луѓе го реализираа и во Прилеп. Да. Јас прочитав, еве веќе и на Википедија ве има, што видов. Имате некои ниски рути, високи рути, какви се тие? Еве ти спомна дека тие како што беа Пелистер, Беласица, како што ги спомна, тие се високи рути. За таков, например, еве за да бидеш во дел во таа рута, треба навистина да имаш кондиција. Тука се поактивните членови се инволвираат во такви настани, така? Ќе има некој таков кој што ќе биде? Ова рута, што ќе се одржи на 13 септември, има висока рута и ниска рута. Ниската рута е од помалку километри и исто така. Значи ќе има уште една рута. Ќе има уште една рута, а ќе ја води Антонио, ќе ја води високата рута. Високата рута е, па тоа не го спомнавме. Да, тоа не го високата рута се движи од училиштето Никола Карев, па нагоре до комплексот Цареви кули. Таму ќе се прави пауза, кој што ќе имаме освежување од вошје, вода и се продолжува према браната водоча. Тама исто така може да застанат учесниците да се сликаат, да видат како е, ќе поминуваме низ селото Попчево. Значи нема надпреварувачки карактери тоа. Значи може релаксирано се вози. Да. Меѓутоа доста е напорна истата, така да. Затоа ги викаме висока и ниска рута. И таму ќе бараме добри, спремни велосипеди кои што ќе може да го издржат тој напор. Терен. Повеќе ќе има надпреварувачи на високата рута или на ниската рута? Како е со на ниската ќе има повеќе. Полесно си е полесно. Да. Сепак поспремните сакат висока рута, за да може да се
Да се добият покажат. предизвик. Да се покажат. Ке бараме и каци, ке бараме и защитна опрема, нели, за да Мора сите да имат, значи, защитна опрема. За само на висока, висока, само на само висока. Само за високо. Да. Значи има две рути, това не го спомнахме, значи ниска и висока рута, сите стартуваат от 10 часа. Да. Едната от Никола Карев, другата от градският площад, така? Не, сите Значи, стартуват Сите стартуваат от Да. от градския площад, И тие другите- се опътувам Да. моментално. И той ќе трае от прилика колку часови? Па негде по предпоставка дека ќе се заврши околу 3 часа от максимум 4 часа от. Се надам дека времето нема да Попладне, биде толку да. топло, Да. за да не ги изтощи на преварувачите и па затоа и одбран најверојатно 13 септември тука веќе се раскршува летото Да. и топлото. Така е. Се надам дека исто така нема да има дожд, дека Да. ќе биде времето нормално убаво, нема да биде жешко, но нема да биде и врнежливо. Да. И ќе се реализира овој настан како што треба. Јас ви благодарам многу што бевте дел и одвоивте време од Шанка. Има нешто да што спомнаме за партнерите кои ни се Ете тоа, па тоа сакам да кажем нешто да ми кажете што не ме прашав. Значи, овој настан ќе се реализира со партнерство на општина Струмица како главен партнер, поддржувачи ќе ни бидат општина Василево, Грос Струмица, Агрофруктус, сладкарница Ресана, Шпедиција Интермакс, Стефано 97, Нова Македонија и така. Ти ги најде се тие спонзори или самите се на фат? Па нешто од Скопје, нешто од тука и така. Си ги запомнал сите, браво. Да не испушти некој. Не. Ги спомнав и одржливи иницијативи колегите од Скопје кои што заедно исто така го реализираме овој проект. Ви благодарам уште еднаш и ви посакам успешен настан и се гледаме на 13 септември на Благодариме градскиот на вас. площад. Да.